iLife пакетот 2011. Значи да кажам што има ново во тој самиот пакет, од кои продукти се создаде и да кажам некои основни работи за продуктите, па да ве поведам. Продуктите од iLife се iPhoto, iMovie и GarageBand, а потоа ги имаме и iDVD и iWeb. Значи во моментов ние ќе ги поминеме iMovie, iPhoto и GarageBand, додека другите две нема да ги поминеме, бидејќи првите три се бесплатни апликации кои може секој да ги добие. Тие доаѓаат бесплатно со секој Mountain Lion оперативен систем. Првата апликација програм што ќе работиме е iPhoto. iPhoto е програм кој се занимава со организирање, подобрување и споделување на вашата дигитална колекција. Зашто во ова време сите имаме дигитални апарати и као што дојде, сите имаме по милиарда слики во нив. Тоа се новостите во iPhoto. Се даде фулскрин имплементација, така да во моментов кога работите iPhoto, може да го користите секој пиксел од вашиот екран, да добиете максимум искористување, подобрувањето на Facebook и споделувањето, начините на пуштање на самите слики по електронска пошта и новите опции за пуштање на слайдшоуви за споделување со најблиските. Прво ќе почнеме со фулскрин модот. Вака кога отворите iPhoto, ова е првото нешто ќе ви се појави. Тоа се евентите, каде што ви се ставени сите слики. Тие се одредуваат според тоа кога се сликани, каде се сликани, која е нивната тематика, iPhoto автоматски ви ги импортира, за да можете вие полесно да се снаоѓате и да работите со нив. Со активирање на фулскрин модот се применува целиот програм вака. Значи тука повторно се споделени евентите. Друг начин за пребарување е преку софтверот за препознавање на лица на iPhoto, каде што буквално вие може да си ги тагнувате вашите пријатели и да ги прегледувате сликите според тоа кој на која слика се наоѓа. Автоматски се поврзува преку вашиот Facebook профил, така да можете да ги повлечете вашите пријатели од таму, или преку iCloud и Contacts од вашите контакти од телефон, iPad или па дури Mac оперативниот систем. Друг начин на кој се организирани сликите се преку мапите. Значи секоја слика која се импортира има опција да се со неја да се внесе и локацијата каде што е импортирана. Најчесто тоа самиот iPhoto го прави, самиот програм го прави автоматски. И со кликање на кој било пин од овие што ги гледаме на мапата, добивате збир на сите слики што се сликани баш на тоа место. Чисто тоа многу помага при организација, посебно ако сте биле негде на одмор. Има дел предефинирани албуми, како сите слики, последните внесени и тие што ги имате обележано, а потоа вие може да создавате милион различни албуми, со нив да си организирате сликите. Следно ќе зборуваме за Facebook подобрувањето на iPhoto и другите нивни начини на споделување на сликите. Значи со новиот iPhone 11 имате опција сите ваши слики со еден клик да ги покачите на вашиот Facebook профил или некоја друга социјална мрежа и да изберете директно во кој албум ќе бидат. Од кога ќе го направите тоа и ќе изберете албум, имате преглед која слика, каква е нивната социјална активност. Значи ќе можете директно на iPhoto да забележите кој ги споделил, кој коментирал на нив. Другата опција за споделување на слики, посебно таа добра кога сте негде на одмор и сакате вашите најблиски ги видат сликите, тоа е преку имејл. Значи сите го знаеме нормално за паркиње на слики преку имејл, но iPhoto нуди интересна опција. Директно да ги изберете кои слики сакате да ги пуштите, да направи еден интересен колаж кој ќе им даде различен изглед. Значи тука имам некои примери да видите слободно како изгледаат тие. Автоматски вашите мејлови се подготвени и може да се пратат директно од самиот програм, бидејќи тоа е поврзан со мејл апликацијата на оперативниот систем, што ви помага на кој било мејл да го имате, автоматски да го пратите. Исто така, кога ќе праќате некоја слика, иако изгледаат мали, всушност со секоја слика се праќаат и големи фул верзиите на сликите за да се зачува нивниот квалитет, да не изгубите на квалитет на истите. Ова е почетната страна која вклучуваме во фулскрин. Фулскринот се поставува со кликање на копчето во горниот десен агол. Значи, влего овојто. Тука прво нешто што гледаме, кај што застанавме се настаните. Ова се групирани слики од некој албум, кај што се споделени според тоа каде и кога е внесена сликата. Долу имаме палета на алатки, првата е на преборување по сликата, дали сака да правите преку настан, по албум, по колку луѓе има на неа, кои луѓе се наоѓаат на неа. Следно,
копчета за зумирање, а потоа се начините на организирање на сликите. Втор начин е Faces. Значи тука не дозволува ние да ставиме име на секој лик што ќе го пренаоѓа. Значи не може да најде кој се наоѓа на таа слика, вие треба да му кажете. Со тоа можеме ние тука да внесеме и да дадеме име на тоа, а потоа да ги најде поврзаните слики кај што се наоѓа таа личност. Што е интересно во iPhoto може да импортирате и потоа да ги преработувате сликите. Тоа ќе го направам со една слика што јас имам сликано со мојот мобилен апарат. Значи сум се сликал со Брус Вилис, да кажеме. Проблемите на оваа слика, меѓу другите, е тоа што е премногу темна и има некои работи што сакам да ги подобрам. Во овој случај притискаме на Edit копчето и ни се појавува палетата на алатки. Прво нешто што ќе осветлам прво за да може побаво да се гледат. Користам Lighten копчето Lighten алатката од ефект палетата. Со него кликам светлам за да може да се гледа побаво. Потоа идам на првичната Quick Fixes. Тоа се некои алатки што многу често ги користиме. Прво ја користам алатката за ретуширање, кај што селектирам и сакам да ги исчистам лузните од лицето на глумецот. И со ова ги чистив. Следното, сакам да се исечам од сликата, да покажам како работи кроп и затоа ќе го сами од себе си ќе се тргнам од сликата. Таа на ова. Следната алатка не е стрейтен, тоа е исправи. Значи целта на таа алатка е да го смени аголот на гледање на сликата, да не биде целата слика и личностите скривени. Само со движење на маусот селектирам како сакам тоа да биде испаднато. Една од побавите алатки што ја ги користам е Enhance. Таа алатка би автоматски ви гледа и се обидува да ја подобри што може повеќе сликата. Значи во некои слики нема да видите толку голема разлика, но во некои слики ќе видите малку поголема разлика. Тука ги затемни светлите делови од позадината, ги осветли темните и малку се осветли бојата. Следна палета ефекти, каде што може да се видат различни филтри што може да се постават на сликата. Со осветлување, значи имаме затемнување, промена на контрастот, правење на боите потопли, поладни или сатурација на истите. Имаме после што некои други филтри што може ги ставиме, како црно-бело, сепија, потоа да дадеме андички изглед на сликата, во ваков случај. И да ставиме некои, кажеме, светлосни рамки на сликите. Имаме што е Fade, опција, Boost и ништо не ставиме. Друго што можеме се направиме, многу е добра работа, тоа што iPhoto-то никогаш не уништува сликата од која што почнал. Значи секогаш го имате копчето кога да направите, Revert to Original, вратите се во оригиналот, и значи дека секогаш може да добиете оригиналната слика. Ова во секој случај може да ја чувате, да ја споделите, но секогаш не знаете дека не сте уништили оригиналната слика. Ако сакаме да споделиме сликата, имаме опции за споделување, меѓу кои се Twitter, Facebook, email, Messages, PhotoStream и така натаму. И само со еден клик ние можеме да ја пренесеме сликата каде што сакаме. Секој да се соберат група слики и тие да се пратат на нечи имейл. Ги избираме сите овие слики, ги селектираме и со кликање сподели имейл го прави тој припрема тој колаж што ние го гледавме на претходната презентација. Избираме некои од предефинираните темплети и ја праќаме. Следната опција и последна во оваа презентација за iPhoto, селектираме од еден албум, ева Safari албумот, правиме десен клик и искаме Play Slideshow. Што добиваме тука? Тука имаме неколку опции. Прво, бирање на тема. Изберете каква тема, со поминување на маусот на секоја тема, може да видите како се менуваат сликите. Мене искрено оваа опција за слайдшоу највеќе ми се допаѓа. Следната опција е бирање на музика, така да вие можете да изберете да имате позадинска музика на истата сликата, а после да бирате колку време трае секој слайд, дали ќе биде слайдшоу додека се поточат сликите или ќе биде тоа додека музиката трае, да ги измеша сликите ќе избереме. И
ќе ставиме да биде на 3 секунди, само да видите како изгледа тоа. Следната алатка што ние ќе поминеме во нашата презентација е iMovie. iMovie е програм кој ви помага да ги организирате и да ги направите вашите видеа да изгледаат многу по-професионално. Сепак е тоа релативно аматерска алатка, но има многу лесни и многу добри функции што буквално ќе ви завршат многу работа. Сега видиме што има ново во iMovie. Значи има опција, ако соберете вие од вашите видеа, да направите трейлери, буквално што изгледаат како холивудските филмови, само за него го клика. Тоа што е ново, што има нов аудио едитирање и промена на звукот, бидејќи некогаш видеа имаат премногу шум, преголем звук, ова е решение како да го подобрите тоа. Имате многу едноставно one step effects да направите, да дадете ефекти на самите филмови само со еден клик на копче, само да избирање на една алатка. Правењето на трейлери е многу едноставно, ќе ви покажам сега уште малце, само со неколку клика, а многу интересно за презентација. Со работата на видеото, со обработката на аудио делот од видеото, вие само со многу едноставно само со кликање нагоре и надоле можете да изберете како сакате да видите звукот во самата алатка. One Step Effects. Тоа селектирате вие делот самиот филм и можете да ставите внатре ефекти како обрзување, fast forward, успорување, instant replay како што има во спортските настани, враќање назад, jump cuts и flash and hold. Опции. Ќе поминеме понатаму. И последното дека може директно да се стават ефекти да излегуваат во самата програма. Сега ќе видиме искрено ова е попрактично да ви го објаснам, така да ќе идеме на тој дел. Значи, ова е iMovie и сега првата нешто што го кажавме е како се прават трейлери. Значи имаме во File и New Project и тука веќе имаме да избереме што сакаме да земеме. Дали сакаме да имаме некој фотоалбум кај што ќе се движат работите во целото Хари Потер, дали сакаме newscast да биде нешто во изглед на вести или спортски настан, или ако сакаме некој movie trailers. Значи тука трейлерите буквално има трейлер од секој можен жанр што може да не текне. Ова денеска преше бидејќи се ближи Валентин да биде некој по-љубовен. Ќе му даеме име, значи тест проект. Ќе го избереме. Зашто не се појавува тука во новиот наш филмски проект? Може да ставиме име, може да ставиме кога е направен, денеска сме 31 јануари. Да избереме кој е машкиот лик, кој е женскиот лик, потоа можеме да избереме кој студио го прави, ајде кажеме дека е Dune Highstar. И кој е логото на самата компанија, ќе избереме нешто во стилот на Universal. Потоа тука се местат работите што излегуваат во кредитите. Следната ни доаѓа storyboard. Тука е всушност ние како и што правиме за целиот трейлер. Значи тука од групата на клипови што ги имаме буквално само со избирање на дел директно се поставуваат самите елементи од филмот. Значи само со кликови целиот филм се прави. Селектираме тука. Вика дека треба да ставиме позадина на титлот. Селектираме дел. На женскиот лик дека сакаме, ќе земеме овој. Значи буквално само олку работа има за да се направи еден трейлер. Ќе го пуштиме. Следно нешто што можам да ви објаснам, се како вие да ги промените вашите
и да ги средите во вашите видеа што ги сликате со телефон, со камера, со што и да е. Бираме без тема овој пат, да не ни кажува што треба ние да ставиме. И бираме едно клипче што јас имам снимено од мојот мобилен телефон. Прво нешто што зборувавме се доаѓа на звукот. Тискаме на ова копче тука што покажува колку е фреквенцијата и амплитудата на звукот во моментов, осцилациите на звукот, и бидејќи е прегласно, малце го спуштаме. Дека сакаме некој дел од видеото дека забележаме дека е прегласен како овој тука, го селектираме само тој со држењето на маусот и да е малце подлего намалуваме. Значи, други интересни ефекти што може да се стават на самиот видеоклип. Значи, колку трае тука објаснува и интересно дека може да стават многу интересни, многу убави ефекти. Значи, дали збориме дека е искривен екранот, растер, ова се видео ефекти само. Као цртан да изгледа и понатаму како постар албум, ќе избереме ова видео, а потоа со кликање на ова копче, аудио ефект, може да избереме како ќе звучи звукот. Дали ќе изгледа пригушен, дали како робот, дали ехо, телефон и така натаму и така натаму. Исто така во видеоделот, бидејќи сликава е премногу темна за проекторот, само со зголемување на осветлувањето можеме да направиме погледлива во моментот. Тука има други работи што може да се полесат, што ги видиме понатаму. Аудиоделот работи околу обработување на звукот. Овде ќе ги покажам fade in и fade out опциите. Fade in опцијата прави зголемување на звукот од 0 до 100% на почетокот од сцената во одреден временски период, за да додаде некакво чувство, некој ефект како да влегуваш во сцената. Значи сега ќе можете да видите, ќе поставам fade in, ќе поставам тој во првите 2 секунди и тука гледате како е искривен звукот и дека почнува од потитко кон погласно. Исто тоа со fade out се прави и може да видиме истиот ефект. Значи сега на видео како што е вакво, ние може да дадеме што сакаме. Ако сакаме да се снимиме, кликаме на микрофонот, селектираме дел, тест 1-2, тест 1-2. Значи првиот дел е покриен со звук. Друга опција што може да направиме интересна е дека можеме да ставиме позадинска музика на целото видео. Значи ја земаме музиката директно од iTunes, програмот за пуштање на музика, селектираме и имаме опција дали сакаме да ставиме позадинската музика на целото видео или сакаме да ставиме позадинска музика со само дел од видео. Тоа ќе направиме тука, само да покажеме како работи. Многу интересен момент во цело ова е дека всушност ако тука сега ставиме звук, тест 1-2, тест 1-2, директно тоа што јас зборував тука ги пригуши и музиката и звукот што е директно во самото видео. Исто така што може да се стави интересно, може да се стават директно во самиот клип, може да се стават различни слики од албуми различни, може да стави текст или може да стават некој ефект. Викаме дека сме биле во Скопје и тука е Лас Вегас. Сега можеме да видиме што сме направиле со самото видео. Че ова е ефектот што само мигнав, почнува типко. Значи тука дефинитивно границата е само вашата креативност. Како можете вие и што може да направите со вашите видеа. Сед, ова е музиката што е како позадина. Друга интересна опција што може да се направи на самите видеа, ќе ги тргнам овие работи, ќе ги правиме сега да биде малку поварет за гледање. И можеме само со еден клик да направиме убава обработка и ефекти на видеото. Сакаме некој дел од видеото да се повторува или да биде убрзано. Во овој случај ќе селектирам кога ќе видеото овој дел, ќе стиснам на опцијата клип и ќе изберам slow motion. Сега овој дел се развлече и се успори. Сакаме
овој дел да му направиме instant replay во 5. Ќе помине да направиме уште еднаш во поставен варијант. И што сме добиле сега. Се заменува со поспора варијанта на истата. Додека кога заврши во ова, ќе помине клипот и повторно ќе помине делот што го селектирав во успорена верзија. Следната која поминеме е GarageBand. GarageBand е многу интересен програм што ви помага, значи го претвара вашиот компјутер во мало музичко студио. Значи, кога поврзате вашата гитара или клавиатура или што и да е со вашиот компјутер, ќе ви даде алатки за обработување на звукот, а дури да не знаете да свирите, значи и ни нуди опции вие да научите да свирите и ве следи како вие го правите тоа. Нови опции што ги има GarageBand се FlexTime, Groove Matching, има поголем број на појачала и ефекти за самите свирења и нови пијано и гитарни лекции. Прво ќе почнеме што е FlexTime. FlexTime е вие свирите, да кажем, и свирите. И во моментот тоа што го свирите, дел од тоа не ви се свија каква е, не е добро поставена нотата. Буквално само со мало движење на маусот, вие ја поставувате нотата како што вас ви одговара. Ќе ви обяснам после како да се прави тоа. Groove Matching. Groove Matching е опција која свират повеќе луѓе, имате повеќе различни траки, еден свири тапани, еден свири гитара, еден свири клавиатури и како да е. Ви се случува дека вашиот бенд е несинхронизиран. Првиот свири едно, вториот свири друг ритам и третиот. Вие го бирате тој што свири најдобро и буквално со само еден клик се синхронизираат сите според него. Нивните ритами се синхронизираат да помогнат да звучи тоа подобро. Значи, кој што ги имаме тука, со избирање на опцијата Groove Matching, тоа е звездичка од страна, тие се исправат. До сега GarageBand имаше 5 појачала кои ви беа опции за да ги користите. Во моментов се додаде нешто, сега се додаде нешто 7. Исто така GarageBand може да ве научи како да свирите. Прво има лекции за свирење, а потоа има дури опција да видите како сте свирале. Значи, сега се додадени нови свирења, посебно во блуз и рок гитарите, така да веќе имате 40 различни лекции кои може да ги превземете од бесплатни лекции кои може да ги превземете од интернет. И последната опција е How did I play? Што е случај? Вие учите да свирите. Во моментот кога го поврзате и ќе стиснете нова рекорд црвеното копче, значи тој почнува да ве следи да снима како сте свирале. Каде што свирите добро, ги прави со зелено и покажува буквално во истото време ви дава резултат. Со црвено ги покажува нотите што вие сте ги утнале, што свирале други ноти. Додека со помаранџасто ги става нотите кај што вие сте свирале точна нота, но сте свирале со отстапка. Интересно е тоа што за време на целата ваша работа, по долниот лев ъгъл може да видите, тој го следи вашиот прогрес и кажува колку добро сте свирале. Значи еве како изгледа повеќе на пијано. Потоа вие може да го прегледате вашиот прогрес, како например тука, личноста од 16 јуни до 23 јуни почнал со негде 50% и на крај завршил со 100% резултат на самата песната што ја вежбал. Значи може вие сами да се следите за тоа. Јас земав да компонирам, да кажеме, една песна. Ја земавме песната која е реклама од iPad mini, каде што свират iPad и iPad mini паралелно. Ова е супер, но песната не е таква, тие работат паралелно. Го избирам овој дел, кај што свири првото пијано. И само го продолжувам во горниот десен ъгъл и тоа доаѓа да ми се повторува песната. Исто го правам со другата.
Но прво тука забележав дека има мал проблем со тајмингот. Со помош на Flex Time изголемам минутите кај што не ми се допаѓаат, селектирам овој дел и малце ги предвижувам назад. Сега ќе изгледа подобро се надевам. Се уште не ми се допаѓа, ќе продолжувам уште оваа нота. Сега како изгледа се тоа. Подобро. Со селектирање на горен десен агол и влечење ја продолжувам песната да работат паралелно. И сум го добил о. Ме интересира Power Chords and Palm Muting. Ова е лекција за учење на рок гитара, каде што може да видите. Значи тука имате вие една лекција каде што дечко ви учи како да свирите. Значи ова е почетната, бидејќи тука не може да следите како вие сте свиреле. Со кликање на ова копче тука на правите песни, вие веќе може да се поврзате вашата гитара и да гледате како сте свиреле.